Поштувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Собствениците на угостителски објекти во централното подрачје на Кочани бараат општината да им овозможи легално поставување монтажни прегради, за да можат терасите да се користат и во текот на зимскиот период. Иако барањето беше предложено за разгледување во општинскиот совет, тоа не доби подршка бидејќи било противзаконско. Изнаемените јавно-прометни површини пред угостителските објекти во центарот на Кочани не можат да се користат во зимскиот период и покрај тоа што собствениците плаќаат соодветна такса. Ниските температури на така наречените тераси не им овозможуваат пријатен престој на посетителите на објектите, поради што угостителите бараат општината да им дозволи да постават привремени прегради за да се обезбеди некаква заштита од студот. Нивните барања како заеднички став беа пренесени на последната седница на Советот со цел како точка од дневниот ред да се најдат на разгледување и да добијат позитивен одговор. Тоа би било времено поставување на таков вид на ограда, по примерот на другите околни градови или по примерот во главниот град во Скопје, како што и таму за јавно-прометната површина се поставуваат огради се со цел делот од топлината да биде зачувана во делот на јавно-прометната површина која што ја плаќат кон општината. Поради тие причини барам да биде ставено како точка на дневен ред на која што ќе можеме и од страна на стручните служби да ни биде образложено која е правната постапка за донесување на една ваква одлука или едно вакво одобрение до правните субјекти кои што ги користат овие јавно-прометни површини. Според одговорните во општинската администрација, можноста за носење ваква одлука била ограничена поради соодветните законски процедури. За да дојде до можност за донесување на такви одлуки, пред се треба да се донесе програма за поставување на времени објекти и урбана опрема. Таа е програма што долгорочно се планира како и се изработува, треба да биде изработена од специјална лиценцирана проектантска куќа, да се добие согласност од страна на Министерството за транспорт и врски, тек тогаш да може да се издават одобрение за поставување на урбана опрема. Така да ценам дека во овој момент ниту можеме да расправаме, ниту можеме некои одлуки да донесеме, се додека не се донесе таква програма. Апостолов додаде дека општината избегнувала да издава вакви одобренија затоа што практиката покажала дека во времените објекти се вршели стопански дејности за кои немало согласност, а законот предвидувал дозволата да се издава само за сувенирници и цвеќарници. Ние, да бидеме искрени, и сега има оградено дел од кафичите со исто таква опрема. Прашањето е дали можеме да ги ставиме во една рамка со одобрување од страна на општината за со цел и самите собственици да бидат поспокојни дека утре некој нема да дојде и да ги тргне. Вие можете, секој совет можете да донесете одлука и да расправате како точка на дневен ред. Меѓутоа, секоја одлука или заклучок што ќе го донесете спротивно на оваа процедура ќе биде противзаконски. Предлогот не е противзаконски, ово е дел од нашите ингеренции како советници, значи ние имаме право да даваме предлози, сугестии, се со цел подобрување на услугите и на квалитетот на живот на сите граѓани во општина Кочани. Од тај аспект, значи барам и инсистирам мојот предлог да биде ставен на гласање и сите едногласно да го поддржиме. Барањето на Алексов не најде на едногласна поддршка од членовите на Советот и со 9 гласови за не го доби потребното мнозинство од присутните. И годинава општина Кочани нема да организира конкурс за избор на најубаво новогодишно украсување на домовите и другите објекти. Од општината нема официјално известување за причините за одложувањето, иако тоа беше едно од традиционалните одбележувања на новогодишната прослава. По дведецениско организирање избор за најубаво новогодишно украсување и годинава кочанци нема официјално да се надпреваруваат во умешноста да го накитат својот дом. Локалната самоуправа веќе 4-та година поред не го објавува вообичајниот конкурс за учество во изборот, со кој на најоригиналните идеи им се доделуваа награди. Од општината нема официјален став што е причината за одложувањето, иако токму средината на декември беше период кога се стимулираа граѓаните и сами да учествуваат во разубавувањето на новогодишната атмосфера. Сепак факт е дека во последните неколку години интересот кај граѓаните за пријавување на конкурсот беше во опаѓање, при што на последниот избор пред 4 години
имаше само 4 кандидати и сите добија награди. Остануваат претпоставките дека можеби опаѓањето на куповната моќ и пренамената на парите за други поприоритетни потреби е една од причините за намалената заинтересираност. Од друга страна, и наградите што ги доделуваше општината беа скромни и нестимулирачки, со оглед на минималниот буџет што се издвојуваше за ваквата намена. Поради тоа се доделуваа ефтини новогодишни украси, што само символично ја изразуваа желбата на локалната власт да им оддаде признание на најдобрите. Атмосферата на скромно одбележување на новогодишните празници ја дополнува и украсувањето на градот, за што се искористени повеќе годишните украси, без значителни иновации и промени. Регионалниот центар на Сдруженијето на новинарите на Македонија ги одбра најдобрите 15 на представници во повеќе области од стопанскиот и општествениот живот во источниот регион на државата. Признанијата ќе им бидат доделени на свечена манифестација, што треба да се одражи на крајот на февруари идната година. По трет пат, откако во 2014 година беше востановена како практика, новинарите од регионалниот центар Исток во рамки на Сдруженијето на новинари на Македонија ги одбраа најдобрите репрезенти на регионот во повеќе области. За менаџер на 2016 година од Источниот регион е избран Николајчо Николов, заменик генерален директор во рудникот за бакар Бучим Кајрадовиш и председател на Македонската рударска асоциација. Најдобар стопански колектив е печатницата Европа 92 од Кочани, а за најдобар работник е прогласен најдобриот рудар во рудникот Саса од Македонска каменица. Признанието пријател на Источниот регион го доби амбасадата на Соединетите Американски држави, а во областа на здравството за најдобри се прогласени лекарите Сашко Николов и Маријан Јовев од ангиографското одделение во Штипската болница за нивниот подвиг да започнат оперативни зафати за така наречено стентирање при кардиоваскуларните заболувања. Како најдобар во туризмот, признанието му е доделено на познатиот туристички бренд Хотелот Манастир во Берово, а приматот за хуманост го доби швајцарската фирма Албиро, која донираше 5000 евра за набавка на ново возило за потребите на Дневниот центар за деца со посебни потреби во Делчево. Признанието најдобар наставник го понесе Сонја Даниловска од Пробиштип, а кај невладиниот сектор добитник е Ротари клубот Кочани Виница за бројните донации во двете општини. Во спортот, признанието најдоброто од Истокот за 2016 година му припадна на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани, чии членови го освоија највисокиот европски планински врв Елбрус на Кавказ, а беа иницијатори за формирање и на извиднички одред во Кочани. За најдобар во книжевноста признанието му е доделено на афористичарот Миле Ѓоргиевски од Делчево, а во областа на културата добитник е мандолинскиот оркестар Свети Николај од Свети Николе. Посебно признание новинарите од Истокот му доделија на првиот македонски кардиохирург Жан Митрев за воведувањето на кардиохирургијата во Македонија. За новинар репортер на годината е избрана колешката Даниела Такева од Делчево, а признанието за најдобар новинар истражувач го доби Горан Левков од Кочани, ангажиран во новинарскиот истражувачки центар СКУП. Наградите на добитниците ќе им бидат врачени на свеченоста наречена Ноќ на источните Оскари, која традиционално новинарите од Источниот регион ја организираат последниот петок во месец февруари во некој од угостителските објекти во регионот. Со оглед дека граѓаните доцнат со доставувањето на потребните елаборати за легализација на бесправно изградените објекти, се бара пролонгирање на рокот што беше до крајот на оваа година. Образложението е дека агенциите за геодетски катастар не можат да стигнат навреме да ги изработат сите побарани елаборати. Агенцијата за катастар на недвижности и Комората на геодети на Македонија бараат пролонгирање на крајниот рок за изработка на геодетските елаборати за бесправно изградените објекти во државата. Агенцијата за катастар на недвижности бара од граѓаните до крајот на месецот да поднесат барање за изработка на геодетски елаборати, но истовремено побари од државата да го продолжи рокот за изработка на истите. 31 декември е крајниот рок за изготвување на елаборатите за вкупно 360.000 бесправно изградени објекти во цела Македонија. Проценките на катастарот се дека за околу 70.000 објекти треба доправа да се поднесат барањата за изготвување на оваа документација, но и дека геодетите нема да стигнат да ја завршат работата до крајот на годината. По повеќе од 5 години од започнувањето на целиот проект, општините во Македонија не успеале да легализираат ниту половина од бесправно изградените објекти.
Катастарот пресметал дека досега постапката е завршена за над 167.000 објекти. Најголем проблем и понатаму останува доцната реакција на граѓаните во однос на изготвувањето на елаборатите. Од Комората на геодети пак, минатата недела истакнаа дека не се сигурни дали ќе успеат да постигнат собарањата на граѓаните што тие ги доставуваат во последен момент. Поради тоа, геодетите бараат да се продолжи рокот за доставување на геодетските елаборати до крајот на 2017 година, со што ќе се изедначи рокот што им е даден на оние што поднале барање за легализација во текот на оваа година. Инаку, Агенцијата за катастар на недвижности досега изработила над 7300 бесплатни геодетски елаборати за легализација на дивоградбите за социјално ранливите категории граѓани. Постапката за легализација на бесправно изградените објекти започна уште во 2011 година. Со фолклорен концерт и со доделување плакети и признанија, Сдруженијето на пензионерите од Кочани ја одбележа 70 годишнината од пензионерската организација на Македонија. Со настап на пензионери од Кочани, Кавадарци, Куманово и Прилеп, Кочанското здружение го одржа својот традиционален новогодишен концерт. Сдруженијето на пензионери на општина Кочани во салата на Центарот за култура Бели Мугри го одржа традиционалниот новогодишен концерт на народни песни, музика и јора, на кој настапија фолклорните ансамбли од Сдруженијата на пензионери од Кавадарци, Куманово, Прилеп и Кочани. Тие се представија со традиционални народни песни и јора од Кавадаречкиот, Прилепскиот, Кумановскиот и Осоговскиот крај. Пред концертот на пригодна свеченост, подпредседателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, Салтир Каровски, на истакнати поединци од Кочанското здружение, им врачи признанија по повод 70 годишнината од пензионерската организација на Македонија. Од Кочани добитници на плакети на Сојузот се градоначалникот Радко Димитровски и Ѓорги Серафимов, председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани, додека добитници на признанија се Сдруженијето на пензионери на Кочани, Културно-уметничкото друштво на кочанските пензионери, како и Мирко Анакиевски, Костадин Стојанов и Киро Герасимов. Културно-забавни манифестации и спортски манифестации. Тоа морам да нагласам е содржина која ја фокусира со своите ангажирање целата здрава пензионерска популација. Ние оваа година тоа го одбележуваме со крупни резултати. Меѓутоа, фокусот на нашето ангажирање идната година треба да биде и наша грижа за оние кои што не можат да учествуваат заради проблемите кои што ги имаат, преди се здравствени проблеми. На свеченоста председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов на 34 поединци и организации им врачи плакети во знак на благодарност за успешната соработка со Кочанската пензионерска организација. Нашето здружение е формирано на 16 ноември 1972 година. Едно од постарите здруженија во Македонија. Организирајќи се у рамките на тие услови како што са били, оно бележе добри резултати и ова прилика се захвалувам на сите актери и раководители што се работели у здружењето. Со ова, Сдруженијето на пензионери на Кочани ја одбележа годишнината од постоењето на Сдруженијето и 70 години пензионерско организирање во Македонија. Со 12 концерти во Македонија и 11 во странство, со освоени 7 гран-при награди, фолклорниот ансамбл Китка ја заокружува 2016 година. Традиционално за својата домашна публика викендов го одржа новогодишниот концерт. Со повеќе од 20 гостувања во земјата и странство, со 7 гран-при награди, со 200 членови во Истибања, во Спанчево, Облешево, фолклорниот ансамбл Китка, кој во 2016 го заокружи 31-иот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, викендов го реализираше и својот новогодишен концерт за домашната публика. Се она што фолклористите го презентираа ширум светот, овој викенд беше сумирано во заеднички настап на најмладите и највозрастните членови, кои јавно го искажаа своето задоволство од настапите и гостувањата.
Јас во китка веќе член сум 8 години и највпечаток имам останало во Кипар. Па стекнуваме пријатели, дружиме се. Јас сум член во китка околу 8 години. 2016 ќе пратам во Турција, во Истанбул. Јас учествувам од 30 години више. Била сам во Бугарија 5-6 пати, во Романија 5-6 пати, Германија, Украина, Полска, Франција, оште мајка ми, татко ми се играле. Јас откако дете, у школото сум се учествувала у песни, се сум пеала. И имаме снимано на 70 песни за радио. Фолклорниот ансамбл Китка е основан 1975 година на иницијатива на уметничкиот раководител Стојко Митковски и во тој континуитет од 4 децении ги обновува, негува и наградува обичаите, игрите, песните и фолклорот од истибања и пошироко од осоговијата. За крај информациите од спортот. Викендов се одиграа редовните кола во втората футсал лига и во третата кошаркарска лига за мажи. Екипите на Унипап и Баскет Дино беа домакини и ги загубија надпреварите од фудбалерите од Мал Ајакс од Штип, а кошаркарите од Борец Евробрик од Велес. Во првенството на втората футсал лига викендов се одигра редовното 8 коло. Фудбалерите на Унипап беа домакини на средбата со Мал Ајакс од Штип и загубија со минимален резултат од 8:7. Со тоа се потврдија очекувањата од средбата ќе биде тешка и до крај неизвестна, со оглед дека гостинската екипа и во изминатите кола играше добро и е трето пласирана на табелата. Штипјани први дојдоа во водство уште во третата минута со голот на Тикве Шанац, кој заедно со својот клубски колега Димитровски, со кој постигнаа по 3 гола и со погодоците на Лазов и Штрков, му ја донесоа победата на својот тим. Кај домашните пак по 2 гола постигнаа Гицов и Коцев, а по 1 Стојчев и Митрев, што сепак не беше доволно за пресврт. Победата против нашите фудбалери ги зацврсти Штипјани на третото место, а Унипап со губењето на бодовите останува во сивата зона на дното на табелата. Нашите фудбалери по добриот почеток во есенскиот дел ја продолжуваат серијата порази и на домашен терен и на гостувањата. Според досега прикажаното, со освоените 8 бода, тие се наоѓаат на 7-то место, а во следното 9-то коло ќе гостуваат во Тетово против Шкендија. Викендов се одигра и 7-то коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Екипата на Баскет Дино исто така беше домакин на средбата против Борец Евробрик од Велес и загуби со 100:91. Победата за велешани дојде дури во продолжението од надпреварот, откако по истекот на регуларниот дел резултатот беше изедначен 70:70. Како што и се очекуваше, двете екипи прикажаа добра и борбена игра, во која победникот беше неизвестен до самиот крај. Но во дополнителните минути гостите покажаа поголема организираност и желба за победа, што на крајот и ја реализираа. Во моментот со 7 бода, Баскет Дино се наоѓа на предпоследното место пред екипата на Кичево. Во следното 8 коло, нашите кошаркари гостуваат во Прилеп на Марфил Спорт.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.